Многу ни е тешко. 3 месеци се сторија, а ние немаме никаков абр што се случи со нашиот Петар. Неговиот најмал брат постојано го бара. Оти си играа заедно, си беа навикнати еден на друг. Плаче, вели таткото на малиот Петар, кој на 25 февруари исчезна од дворот на татковата куќа во Мариовското село Врвско. Но Стојан не губи надеж. Иако организираните потраги се извечени, сепак тој продолжува да ги пребарува доловите и дупките во непристапното Мариово. Тие истражуваат, сега ново немам ништо разбрано и барам кога да одам јас таму. Не се сомневаме на човек, на луѓе, на малце и можи животни бидејќи има таму, али нема некоја таква трага од алисти од нешто за животно. Повеќе на килограмна тоа е. Ние од селото барат има месеци, ова тие месеци има од кога ги видов да барат. И тогаш се сретнав со нив и не знам сега дали одат или не одат, не ме информира мене. И додека потрагата по Петар се уште не дава никакви резултати, пред една недела за исчезнат е пријавен и 32 годишниот Никола Николовски од битолското село Буково. Очајното семејство вели дека повеќе не знаат каде да го бараат, па секоја информација им е добре дојдена. Николче излезе во петокот на 13 мај, околу пладне, за да ја поправи гумата на својот автомобил Форд Фиеста и оттогаш му се губи секаква трага. Никогаш не направил вакво нешто. Тој е високо образован и многу интелигентен, но е и многу затворен како личност. Не е кавгаджија, повлечен си е во себе. Не знаеме што можело да му се случи, ни кажа негова блиска роднина. Од МВР велат дека континуирано работат на расветлувањето и на двата случаи и дека потрагата ќе трае се додека не бидат пронајдени исчезнатите лица. Инаку, од 1987 година досега во Македонија како исчезнати се водат 280 лица, помеѓу кои има малолетни, па дури и едногодишно бебе. Според податоците на веб страната од МВР, од почетокот на годинава официјално како исчезнати се водат 4 лица, помеѓу кои најмлад е малиот Петар. Најстариот случај е датиран од пред 35 години, кога исчезнало 5-годишно дете од Скопје и кое до ден денес не е пронајдено.